është koha e intervistës së ditës. Në minutat në vazhdim do të flasim për pagën minimale, shportën e konzumit e protestat. Me mua në studio është kreu I lidhjes së sindikatave, Slobodan Trendafilov. Dobrodošli во Алсат. Благодарам на поканата. Денес требаше премиерот да доаѓа кај вас во ССМ, не доаѓаше. Минатата недела од ССМ испративме отворена покана до представникот на владата во понеделник во 9 часот да дојде и да ги потпише колективните договори, оние за кои кажуваше дека одбиваме да ги потпишеме, а тие сакаат да ги зголемат платите на работниците, како и да потпишеме погодба за раст на минималната плата на 600 евра и за зголемување на сите останати плати за најмалку 6000 денари или онолку колку што е порасната минималната плата од 2025 до 2026 година. Ние како прави партнери во социјалниот диалог чекавме да се појават во ССМ представниците на владата, да седнат и да ги слушнат аргументите на маса, затоа што се лутат кога ги слушаат од улица, но ни покажаа дека тоа што не можат да го слушаат на маса, ќе мора да го слушаат од улица. Каква порака испаќа ова недоаѓање на премиерот? Лоша порака кон работниците, порака дека владата има други приоритети. Има приоритети побитни од подобрување и унапредување на работничкиот стандард. За жал владата избра да води инает со работниците и да не ги зголемува нивните работнички плати. Владата избра да се изземе од трипартитниот социјален диалог, да го сведе на бипартитен социјален диалог, иако на почетокот на минатата година, кога преку бипартитен социјален диалог ССМ, Организација на работодавачи, Бизнис конфедерација, Стопанска комора на Северозападна Македонија и други дел работодавачи, се договорија дека е прифатливо 500 евра минимална плата и за 6000 денари зголемување на сите останати плати преку покривање на делот од придонесите од страна на државата, субвенционирање, даночно ослободување или слично. Владата веднаш каже дека тоа е апсолутно неприфатливо за владата и го сосече тој бипартитен социјален диалог во корен, за да не можат работниците да добијат зголемени плати. Кој е условот што владата премиерот го бара од ССМ? Не знаеме кој е условот за тоа што за зголемување на минималната плата и за зголемување на останатите работнички плати за најмалку 6000 денари не би требало да има услов, затоа што и премиерот сам кажува дека води најсиромашна држава како влада со најсиромашни работници. Веројатно се срамат од сиромаштијата во која ја доведоа работничката класа во Македонија и затоа ги срам да побараат и услови, но тоа што е поопасно е тоа што минатата година кога синдикатот НУПОС излеза да протестира за зголемување на 30% на платите на вработените во управата и правосудството, владата еднострано го напушти бипартитниот социјален диалог и не разговараше по однос на тие прашања. Синдикатот НУПОС веднаш по завршување на локалните избори упати писмо до владата за да повторно седнат да разговараат за зголемување на платите во управата и правосудството за обезбедување на финансиски средства во буџетот за оваа година. И владата се правеше глува се до големиот работнички протест на 28 јанари, каде што илјадници работници излегоа рамо до рамо на улица за да протестираат за зголемување на платите. И кога веќе зборувате за условот, владата тоа што го укажува на работниците во јавниот сектор е тоа да се укине општиот колективен договор. Општиот колективен договор кој е последната брана помеѓу работничките права во јавниот сектор наспроти тоа што владата сака одракав да зголемува плати, па така нив им смета тоа што вработените во јавниот сектор имаат право на просечна плата по коефициент за сложеност, исто како што имаат и функционерите, но одбиваат да зголемат платата на работниците по тој основ. Дополнително укинувањето, тоа што владата или представникот на владата го кажува преку вас медиумите така страмежливо на мала врата да се спровне, е тоа што сакаат да го укинат правото на регрес за годишен одмор за полицијата, армијата, образованието, здравството, за сите оние за кои не е предвидено во посебните или гранските колективни договори право на регрес за годишен одмор, правата на јубилејни награди, правата на повисоки додатоци на плата и така натака. И да уценувате да изгубат 20% од платите 130.000 работници или во парички, ако го претвориме тоа, да им земете 3 парички, а да им даете една, сметаме дека е несериозно. Кои се следните чекори на ССМ? Ке има ли нов рок, нов датум да го чекате представникот на владата, премиерот во овој случај, или ова битка веќе ќе ја префрлите пак на улица? До крајот на минатата година им кажавме да седнат со газдите и да се договорат за раст на платите и да кажат колку се спремни да ги зголемат работничките плати. Тие одбија. Им кажавме дека следниот чекор работниците кои го очекуваат од ССМ е да излезе на работнички протест за зголемување на платите. И тоа се случи на 28 јануари, кога илјадници работници еден до друг застанаа за зголемување на работничките плати.
Им ги повикавме пратениците до денеска, понеделник, да брзо донесат измени и дополнување на законот за минимална плата, со кој ќе ја зголемат минималната плата на 600 евро и за најмалку 6.000 денари ќе ги зголемат платите на сите вработени во државата. А дополнително и представникот на владата да подпише колективни договори за 40% да ги зголеми платите на вработените во управата и правосудството. Тоа, ако него завршат тие како обврска, а беше кажано на работничкиот протест на 28 јануари, во текот на утрешниот ден претседателството на ССМ има седница на која ќе одлучи за тоа кога и во колку часот, на која дата и во колку часот ќе биде блокирано собранието, односно пратениците во собранието, ќе удриме по нивниот џеб, така како што тие удираат по џебот на работникот. Значи не е нов протест пред собранието. Се разбирам. Меѓутоа има некој нов предлог закон од страна на опозицијата за минималната плата? Јас ќе поставам едно прашање. Каде е опозицијата кога е власт? Ако паметите добро, оваа власт, кога беше опозиција, исто како оваа опозиција сега, го поддржува синдикатот во борбата за зголемување на платите. Они ги менуваат адресовите и потоа настапуваат или провладеачки или проопозиционо, меѓутоа кога се власт не застануваат во интерес на работниците. Например, оваа влада, кога беше во опозиција, на 40 степени најголемиот дел од пратениците на тогашното опозиционо парламентарно во парламентот на пратениците застанаа со нас на 40 степени да протестираат заедно со нас за зголемување на тогашната минимална плата од 15 на 18 денари, за 3 денари да се зголемат сите плати на работниците. Тогашната власт одбиваше да го стори тоа, па моравме да штрекуваме во јавниот сектор за јавниот сектор да добие дополнително зголемување на платите. Сега, од оваа временска дистанца, 2 години подоцна, новата власт се однесува дури и полошо од претходната власт, а новата опозиција се однесува дури и полошо од претходната опозиција. И тие ги поддржуваат работниците само кога се во опозиција и сакаат да ги искористат работничките маки за да добијат некакви политички поени. Никој не смее да добива политички поени на работничкиот грб и на работничката мака и сметаме дека сите работи кои сакаат да ги направат можат веднаш сложно 120 пратеници власт опозиција во собранието да си ги намалат нивните плати за почеток за 80% за да покажат дека се грижат за работниците и за нивните семејства и да ги зголемат работничките плати на 600 евра минимална плата и за 6.000 денари и останатите плати. Но гледате, опозицијата бара, власта не дава, така беше и пред 3 години, така и денес. Меѓутоа, ќе биде протест, ќе биде штрајк, ќе биде еднодневно протестот или како е? Тоа што го најавивме е дека во неколку фази ќе се одвиваат следните активности. Први, на удар ќе бидат пратениците во собранието. За почеток нема да можат да дојдат на работа со своите возила. Ќе мора да дојдат пешки, ќе мора да дојдат со автобуси, нема да смеат да наплатат патни трошоци за тој ден кои се движат помеѓу 100 и 300 евра во денарска противвредност за едно доаѓање на работа. Зошто? Затоа што одбиваат на работниците да го утврдат ова право и да им овозможат патни трошоци на работниците како што уживаат пратениците. Ќе ги чекаме пред влезовите на собранието за да ги прашаме како не им е срам да ги оставаат работниците цела година да го чуваат предлогот на ССМ во ФИОКа и да не ги зголемуваат ниту минималната плата, ниту останатите работнички плати и да ги прашаме како не им е срам за тоа што не поднесоа предлог во собранието за намалување на функционерските плати, дури пак не поднесоа ниту за замрзнување на истите, а гувернерот на Народна банка веќе точно си пресмета колку ќе му се зголеми неговата плата, кажа дека 9,2% ќе изнесува зголемувањето на платите на функционерите оваа година, затоа што просечната плата пораснала толку, а нивните плати се сметаат просечна плата по коефициент за сложеност, па така колку ќе порасне просечната плата, толку добиваат и тие на тоа што е страшно. Ето што владините функционери 3 месеци им кажуваат на работниците како после 3 месеци ќе им се усогласат или зголемат платите за 1500 денари, а овие ќе добијат 15.000 денари или 250 евра. На работникот ќе му дадат само 25 евра. Ниту еден функционер не вреди 10 пати повеќе од ниту еден работник. Кога сме кај минималната плата, како одговарате на аргументите на работодавачите кои викаат дека ако се зголеми минималната ќе има и отпуштање и дури и покачување на сивата економија? Тие аргументи на работодавачите, да бидам искрен, ги слушаме од 2021 година и ги слушаме цело време, а во 2022 година дополнително се зголеми минималната плата за 50 евра и никој не отпушти работници. Направивме една соопфатна анализа која ги поби сите вакви ставови на работодавачите или на една затворена компанија две нови се отвориле во истиот период од 2022 година до денес. Бројот на вработени, на нови вработени се зголемил за 25.000 и сега изнесува 705.000 работници во Македонија.
Продуктивноста која ние овозможуваме на работодавачите значи помеѓу 5 и 10.000 евра во нето износ добивка од страна на еден вработен. Еден вработен му генерира нето добивка на еден газда помеѓу 5 и 10.000 евра на годишно ниво. Се обидовме сите овие податоци да ги иземеме од релевантни институции, Народна банка, Централен регистар, статистика, но ни беше кажано дека треба од уште порелевантни институции да ги земеме податоците, сакајќи да се потврдат нивните стравови. Но тоа што охрабрува е што работодавачите полека, но сигурно срамежливо некако повторно влегуваат во идејата која ја дадоа минатата година во месец март, кога беа спремни сите плати да ги зголемат за 6.000 денари, но државата да го покрие делот на придонесите за задолжително социјално осигурување. Се разбира, ние лани во името на работодавачите го кажавме тоа, тие до нас се обратија со писма да побараме ние затоа што тие се плашаа за нивните бизниси, се далеку помалобројни од нас. Вие да зборувате на нивните. Се разбира, но владата токму највозможното решение го сосече на самиот старт, кога представникот на владата, министерката за финансии истакнаа дека ова е тотално неприфатливо за владата, а тоа беше единственото возможно сценарио, затоа што работодавачите сакаат да ги платат работниците за да ги задржат во Македонија, но не сакаат да го платат делот кон државата. Но уште пострашно е тоа што само бендесаноста на поединци во владата денеска ја чини државната каса 10 милиони евра на месечно ниво или 120 милиони евра на годишно ниво од придонесите кои работодавачите беа подготвени да ги плаќаат по истекот на една година. Веројатно им е поедноставно да земат огромни кредити со огромни камати кои ќе ги враќаме сите ние, сите вие, децата и децата на нашите деца. Кога сме тука кај минималната, уште едно прашање, дали можеби сте направиле некоја анализа каде застанува Македонија тука со споредба со земите од регионот, имате не така? За жал, поточно за среќа за работниците во Албанија, председателот на Албанија како да го слушна предлогот на Сојузот на синдикати на Македонија, тој истакна дека минималната плата таму се зголемува на 500 евра и истакна дека ќе ги субвенционира малите и средни претпријатија со некаде околу 90 милиони евра за да можат да го издржат ваквото зголемување на минималната плата. Во Косово веќе е најавено зголемување на минималната плата на 430 и нешто евро од јануари или на 500 веќе на 500 евра од јуни месец. Во Србија 550 евра е минималната плата од почетокот на оваа година од месец јануари. Во Босна и Херцеговина 511 евра, со тоа што во ентитетот Република Српска од 511 до 740 евра ќе изнесува минималната плата. Во Црна Гора веќе изнесува 600 со 800 евра и за нас е нејасно како кога го гледаат политичарите ова, како кога гледаат дека работниците веќе имаат избор на 50 на километри од Македонија да заминат да работат за повисока плата, одбиваат да ги зголемат работничките плати и одбиваат да ги задржат квалификуваните работници во Македонија. Сосема на крај да ве прашам и за потрошувачката кошничка. Вие изготвувате, доставивте ли предлог до владата тоа што го бара и веќе имаше една кошничка што ја изготви имаше владата за самци, и за двајца, за тројца, за 4 дали члени доставите ваши забелешки до владата? Тоа што владата минатата година во месец март ни достави некаква методологија во која немаше износи, немаше колку ќе биде потребно за едно семејство да се прехрани, односно да преживее во месецот, им го кажавме и тогаш им го кажуваме и сега. Вредноста на синдикалната минимална кошница служи да им покаже на креаторите на политиките и на работодавачите дека не се живее ни со толку. Односно дека 65.000 денари се потребни само за најнеопходните работи за да може едно 4-члено семејно домаќинство во тековниот месец да преживее. Има разлика меѓу вашата кошничка и владината кошничка. Тие сакаат да направат пресметка на просечна кошница со која сакаат да им кажат на граѓаните што треба да купуваат, колку треба да купуваат и кога треба да купуваат и сакаат да најдат оправдување за ниските плати. Според некои неофицијални информации кои ги имаме ние и затоа веројатно не е објавена таа вредност е дека истата се движела помеѓу 43 и 47.000 денари. Веројатно сакаат дека да им покажат на македонските семејства, на луѓето кои живеат во Македонија, кои работат во Македонија дека 40 и нешто илјади денари се сосема доволно за вие да преживеете во тековниот месец. 20.000 денари е разликата меѓу ваша кошничка и на владина. Ако земете во предвид дека 108 или 112 производи само за храна и пијалоци имаат предвидено во нивната, во вредноста на синдикалната имаме предвидено само 63, тогаш само делот за храна и за пијалоци треба да изнесува повеќе од 50.000 денари, ако се има во предвид дека за 63 изнесува некаде околу 24.000 денари или колку што е минималната плата, но ќе ги потсетам.
Еден поранешен премиер во поранешна влада се обиде да оспори вредноста на синдикалната минимална кошница, а еден поранешен министер за економија во тој период ни укажуваше дека далеку помалку им е потребно на македонските работници за да преживеат, а во тој период минималната кошница изнесуваше 36.000 денари. Сегашниот премиер, тогаш како лидер на најголемата опозициона партија, држеше пресконференции со кои укажуваше дека 36.000 денари е мизерно и дека платите треба да се зголемат, дека не се проблем само минималните плати, туку дека се проблем се поголемиот број на плати кои работниците ги примаат, а се ниски, и дека владата треба да ги симне розовите ночари. Треба да си ги послушаат само своите совети кои ги давале пред 2 или 3 години и да се придржуваат до нив. Толку имавме за ова интервју. Ви благодариме многу за времето. Благодарам на можноста да работниците да бидат што е можно повеќе информирани за борбата која водиме за зголемување на нивните плати. Ви благодариме. Шигурно сум делувор, не ветам пас пак до 2 информацијата Татјана.